Во продолжение, интегралното интервју со регионалната директорка за популацијска политика Лана Армитаж. Господјо Армитаж, кризата со населението ќе биде главна тема на регионалната конференција која што ќе се одржи во Сараево, а секако тема се и демографските политики. Што очекувате од овој состанок и какви препораки ќе се донесат за да се подобри демографската слика? Ви благодарам многу што ме поканивте. Навистина ми е задоволство. Јас сум прв пат овде во Северна Македонија и навистина сум многу возбудена со предстојната регионална конференција која што ќе се одржи во Сараево, почнува од понеделник, каде што ќе се осврнеме на кризите со населението, односно ќе зборуваме за демографските политики во регионот, како и за развојот на човечкиот капитал и влијанието на демографските промени врз одржливиот развој. На оваа конференција ќе се обидеме да најдеме решенија. Знаеме дека земјите во регионот се соочуваат со неколку проблеми, како што е миграцијата и нискиот наталитет. Тоа навистина предизвикува загриженост кај одредени влади, не само во однос на намалувањето на населението, туку и други прашања, како што се пензијата и социјалата. И токму од овие причини во Сараево владите од регионот, како и УНФПА и другите агенции на Обединетите нации ќе разговараат за овие проблеми кои што не се кризи, туку се повеќе предизвици за да ги видиме сите можности за решавање на овој проблем. Ќе ги разгледаме сите решенија, меѓутоа за да видиме кои ќе бидат решенијата, прво треба да ги утврдиме детерминантите, да видиме што е она што предизвикува промени во демографијата, да разбереме зошто имаме низок наталитет или зошто луѓето ја напуштаат државата. Дали тоа е затоа што бараат подобри услови за живот, немаат вработувања. Значи мора прво да видиме кои се причините за овие демографски промени, па потоа да бараме решенија. Например, кај нискиот наталитет, треба да ги видиме што е она што доведува до низок наталитет, дали може би родовата нееднаквост. Утврдено е дека во држави, како што е, например, Шведска, поголемата рамноправност меѓу родовите води до повисок наталитет. Луѓето сакаат и во овој регион да имаат деца, меѓутоа некои немаат дури ни две, така што треба да видиме дали е тоа резултат на немањето на градинки и грижа за децата, немањето на флексибилно работно време, значи се е поврзано. Последната статистика на Обединетите нации покажува дека 9 од 10 земји во Источна Европа имаат пад на населението. Каде го гледате проблемот за оваа состојба? Да, имате право, токму како што рековте, овој регион е познат по најголемото одлевање на население. Како што кажавте вие, 9 од 10 држави се соочуваат со овој проблем. Бугарија и Латвија, например, до 2050 година може да се соочат со намалување на населението за 25%. Кои се причините за ова? Тоа може да биде и нискиот наталитет, меѓутоа може да бидат и многу други причини зашто младите се иселуваат. Владата треба да се фокусира на овој сегмент, да види дали се потребни инвестиции во човечкиот капитал или во некои други сегменти. Ние од УНФПА секогаш велиме дека не е важна величината на населението, туку квалитетот на човечкиот капитал. Доколку младите може да учествуваат во социјалниот живот, доколку жените може да учествуваат во семејствата, тогаш ќе се намалат причините за ово одлевање на население. Господјо Армитаж, за крај, кои се препораките до надлежните институции за да се промени оваа слика, односно демографската политика? Во моментов многу влади, многу држави се соочуваат со истиот проблем. Тие всушност се навистина алармирани од сите оние статистички податоци што ги добиваат за намалување на населението. Една од моите препораки е да го промениме начинот на кој што го гледаме овој проблем. Потребен ни е холистички пристап, потребно ни е на холистички начин да ги сватиме сите детерминанти кои што доведуваат
до намалување на населението, како и мерки кои што се однесуваат на родовата еднаквост, на создавање, креирање политики кои што се наклонети кон семејството, инвестиции во младите луѓе, подготвеност за населението кое што старее и вкупно една сеопфатна инвестиција во човечкиот капитал. Како што кажав и предходно, ние сметаме дека не е важна величината на населението, туку квалитетот на човечкиот капитал и сметам дека заедно ќе можеме да го спречиме овој тренд и оваа динамика на намалување на население. Ви благодарам за гостувањето на Македонската телевизија. Ви благодарам и вам. Ви благодариме за вниманието. Останете натаму со содржините на јавниот сервис. Пријатна вечер.